Мартин Јордановски, вработен во Театарот за деца и младинци, еден од омилените актери на децата. Ти благодарам што прифати разговор за Телеграф МК. И би сакала да започнам со тоа што неколку години сте редовно вработен во Театарот за деца и младинци. Пет точно. И сте од оние актери кои го држат репертоарот, речи си да нема представа во која не играте. Тоа би можело од една страна да се каже дека се должи на талентот и работливоста од страна на актерот, а од друга страна е голема одговорност да се издржи тоа темпо. Како е во твојот случај? Ти благодарам многу на убавите зборови, благодарам на поканата, со задоволство прифатив. Ќе бидам искрен и не можам да кажам дека го држам комплетно цел репертоар, затоа што не е баш така. Вработен сум тука 5 години во Театарот за деца и младинци. Имаме преку 25 активни представи кои што можат да се изиграат во секој момент на нашата сцена, кои што можат да се стават на репертоар. Има многу од представите кои што се поставени во овој театар пред да дојдам јас, односно пред да се вработам заедно со колегите. Тие се уште се играат. Пример, Принцесата на Зрно Грашок се игра од 94-та година до ден денеска и се уште е полна салата, се уште децата ја сакаат. Убавицата и Зверот исто, например, во тие две јас не играм, а се уште се играат и се преполни. Да, затоа реков речи си. Да, те разбирам. Да не разберат погрешно затоа. Инаку од кога сум вработен веќе 5 години, сум играл во сите представи, освен во две. Едната е Декамерон, а другата е Цветната улица. И двете се поклопија, беа 2012 година, јас тогаш го снимав до Балчак, летно време се работеа представите, летно време се снимаше филмот. Не знам дали е тоа причината зашто не играм во тие две, ама освен во тие во сите други. Последната представа во која ја играте насловната улога е Мачорот во чизми. Извини што ќе те прекинам, ме праша дали е лесно и одговорноста. Да, не ми Да, апсолутно одговорноста е голема, затоа што моја желба беше да се вработам тука, желбата не на некој начин, него желбата ми се исполни, останува јас да работам и да го оправдам моето присуство во овој театар. Така да одговорноста е голема. Например, се случи представата Могли, која што се поставила пред повеќе од 10 години во овој театар, па поради некои несреќни околности беше прекината и не се играше. Тоа е, да речеме, голема одговорност, затоа што претходно ја играл Игор Маџиров и кога ја извадивме ние втората варијанта, втората верзија на Могли, конкретно прашањата беа тоа дали чувствувам некаква одговорност за тоа дека Игор Маџиров ја играл улогата, па сега ја играм јас, дали е нешто различно. Одговорноста е секако голема, но и задоволството кога гледаш дека публиката реагира на начин како што не си очекувал, во позитивна смисла апсолутно, е исто така големо. Така да тие две си се балансираат едно со друго и задоволството е секогаш тука. Последната представа е Мачорот во чизми, тука ја играш насловната улога на Мачорот, во режија на Игор Ивковиќ. Мачорот е еден несмасен лик, кој во исто време е херој. Базичната приказна на представата е онаа позната бајка која ја знаеме. Како го градеше ти ликот на Мачорот? Ликот го градев постепено. Заедно со режисерот, заедно со драматургот, затоа што тие двајцата базирана е на Мачорот во чизми, но нашиот режисер и нашиот драматург малку ја изместија приказата, што мене многу ми се допаѓа. Како е изместена во позитивна смисла нормално, заедно работевме, не можам да кажам дека беше лесно, ама не можам да кажам дека беше тешко, затоа што имавме многу добра комуникација и со Игор, и со Горијан драматургот, и со сите колеги. Мислам дека 8 актери играме во представата, ако не се лажам. Како и во секој добар процес имаше натегања, но тие натегања се само за да излезе нешто подобро како резултат на сцена. Но во секој случај беше забавно. Не сум сигурен дека Мачорот е многу несмасен, баш напротив сметам дека е смасен, не знам дали е тој точниот збор, дека е бистар е, подвижен е, досетлив е,
има многу повеќе позитивни атрибути отколку негативни, затоа што на крајот тој ја решава нормално со помош на чизмите, но сепак идеите му доаѓаат него во глава и ја решава приказната. Во представата имаше доста магионичарски вештини, трикови кои што нели беа изведувани од самите актери. Колку беше тешко да се совладаат тие вештини и да излезе онака како што излезе? А беше прекрасно. Да, благодарам. Ова ни е прва представа во која што има магионичарски трикови. Да, мене ми е прва. Чувството ми е фантастично. Фантастично ми беше и додека ги работевме триковите. Во принцип, Гого Реквием, магионичарот кој што не обучуваше, бидејќи не знаеше доволно нас актерите, не знаеше кој какви можности има, дали побрзо ќе ги совлада, дали поспоро ќе ги совлада, и Гого отиде на варијанта да не ризикува и зема поголемиот дел од магионичарските трикови, кои што не се трикови, тоа е чиста магија, да се разбереме, се self-working, односно самиот трик работи за себе. Односно, актерот или магионичарот во случајот не треба нешто особено многу да се помачи за да се изведе трикот. Но има и такви кои што бараат комплетна прецизност, концентрација и многу други работи за тоа да излезе и да изгледа како што треба на сцена. Морам да кажам дека масата која што левитира или лебди во представата, тоа е вистинска магија. Ненаметливо, спонтано го доби статусот на омилен актер на децата. Како е да се игра пред најискрената публика? Не знам дека сум го добил тој статус, ама добро, супер. Многу ми е убаво. Многу ми е убаво внатрешно. Внатрешно се исполнувам. Значи, не ги бројам годините, ама многу се, повеќе се од 6 години ги водам детските концерти на Филхармонија. Може би се 8 години, не сум сигурен, треба да ги прашам во Македонска филхармонија. Еве сега втор пат, втора година поред го водев детскиот фестивал Поточиња. Работам со една фирма која што има детска линија на сирупи, таму сум исто маскота, мачор. Работам со исто една фирма која застапува Лакалут, детската линија на пастата за заби, и таму се забавувам со деца. Мене ми е фантастично. Пред да дојдам тука на интервјуто си подразмислив, си викам, чека, имаш 30 години, а размислував за оние, да не кажам како мрсули, ама ќе кажам, тие што се такви гумени, што се ти текнува, што се влечкаат, што ги шљакаш над зид, тоа си го размислував пред да дојдам и си викам, добро е, Мартине, уште си детенце, немаш никакво гајле. Стварно е прекрасно, стварно е прекрасно. Мислам, многу сакам деца и многу сакам животни. Возрастни и не е баш толку. Матичниот театар во кој што сте вработени е определен за одредена возрастна група, најчесто децата, нели, и тинејџери. Ги препознава ли вистинските херои во ликовите кои ги играте? Да. Секое дете си се идентификува со некој херој. Не мора тоа секогаш да е главниот херој кој што е позитивецот, може тоа и да е негативецот. Затоа што ако ти ликот како негативец си го направиш симпатичен, не мора да значи дека вештерката е лоша и сега ќе ги прави сите злобни работи. Она да, може би сака да прави злобни работи, но може да е несмасна, трапава и ред други работи, така да тоа предизвикува смеа кај децата. Например, кога играме детски новогодишни представи, зборувам приватно, најчесто јас го играм негативецот и најчесто децата се лепат за негативецот затоа што им е смешно, интересно. Така е и во и случајот со нашата представа тука, Мачорот во чизми. Затоа што негативците во нашата представа, односно волшебникот Ужвекс, кој што сака да ме фати мене и да ме уништи за тоа што сум му ги украл чизмите, смислува милион начини за да ме фати, но нормално не успева. И Мики Анчевски го игра волшебникот Ужвекс, партнер му е Ана Левајковиќ. Да, како Кенгуро Джексон, и на нив сум им кажал лично и јавно ќе кажам, за мене се фантастични. Фантастични се, јас уживам кога ги гледам нив.
Ти благодарам, Мартин. Ви благодарам и на вас.